Централен дневник на К1 телевизија. Добро вечер. И во овој дневник ви ги пренесуваме најновите информации. Политика, економија, земјоделие. Останете со нас, почнуваме веднаш по најавите. Анкетираните велешани сметаат дека попис на населението и домакинствата е решение за моменталната состојба. Унија на жени на ВМРО ДПМН на Екавадарци и Велес со едукативни трибини. Централниот регистар со продолжено работно време. Крајниот рок за поднесување годишни пријави е 15 март. Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев од Сараево соопшти дека СДСМ ги обезбедила подписите на 10 пратеници од ДУИ. Портпаролот на ДУИ Бујар Османи соопшти дека употребата на албанскиот јазик ќе биде во сите државни институции на централно и локално ниво. Деталите ги има колешката Дијана Иванова. Зголемената употреба на албанскиот јазик во Република Македонија лидерот на СДСМ ја најави од далечната Швајцарија. Сега од поблиското Сараево, Зоран Заев најавува формирање на нова влада. Заев вчера вечер пред новинарите во Сараево објави дека подписите од пратениците од ДУИ веќе биле обезбедени. Сега се веќе обезбедени подписите за добивање на мандатот. Јас верувам дека остануваат мал дел од преговорите околу формирањето на влада, заради тоа што најзначајните прашања тоа се идната владина програма, платформата на социјалдемократите, платформата на албанските политички партии, законот за употреба на јазиците усогласени. Тоа беа суштествените работи. Останува да седнеме со претставителите на другите партии, да се договориме за ресорите, за кадрите. И додека Заев најавува состаноци на идните коалициони партнери на кои што ќе се договарала соработката, портпаролот на ДУИ во изјава за новинарите вели: албанскиот јазик ќе се употребува во сите органи на државната власт на централно и локално ниво. Значи, членот 5 од Уставот предвидува дека официјален јазик и неговото писмо е во официјална употреба и јазикот на заедниците кои што се повеќе од 20%. Или службен јазик е јазикот на заедниците кои што се представени со повеќе од 20% и тоа се рефлектира во овој закон. Значи, и во екс официо употребата, значи по службена должност, и во комуникација со граѓаните, во централните институции, и во локалните институции, и албанскиот јазик и неговото писмо е во службена употреба. И во судските постапки? И во судските постапки, во постапките во обвинителството, значи во сите органи на државната власт. На ваквиот расплет на состојбите во Македонија, ВМРО ДПМН со цврст став, партијата и коалицијата за подобра Македонија остануваат на бедемот на одбраната на националните и државните интереси. И додека за некои јавно, за некои не, се водат преговори за создавање на нова влада, велешани со порака до политичарите да се организира првен попис, да се преброиме колку сме, а потоа да се прифаќа или отфрла албанската платформа. Дијана Иванова. Пред било што да прифатат македонските политичари од така наречената понудена албанска платформа во Република Македонија, прво да се спроведе попис. Вака размислуваат поголем дел од анкетираните велешани. Ако се спроведе попис, велешани сметаат дека на површина ќе испаднат бројки, според кои овие права кои што ги имаат сега, ќе треба да им се намалат. Треба да се преброиме. Некој бара преку лепи погача. Кој ќе видат колку се тога треба и тие права што ги има да ги изборат, се знае за кого зборува. Мора да има попис да се знае бројот на населението и на македонците, на албанскиот народ, на ромите и на сите други народи во Македонија. Ова ситуација што дојде е наметнат однадвор? Да. Неопходно е. Па се видиме, се преброиме кои сме, како сме, што сме, колку има македонци, колку има албанци, роми, се види така натаму. Ја баш така мислам. За понатаму се знае дека политичарите ќе одлучат за тоа. Реализацијата на статистичката операција Попис во Република Македонија се погласно се бара по завршување на предвремените парламентарни избори. Последен пат пребројување на населението преку статистичката операција Попис Македонија се обиде да направи во 2011 година. Попишувачите половина од предвиденото време го поминаа на терен, но од нејасни причини процесот на попишување на населението и домаќинствата се прекина.
Примањето на годишна сметка во хартиена форма е причина Централниот регистар да работи со продолжено работно време. Компаниите кои што годишните сметки планираат да ги достават во Централниот регистар по електронски пат имаат дополнителни 15 дена. Крајниот рок е 15 март. Очекувањата се дека и оваа година бројот на поднесени годишни сметки по електронски пат ќе расте. Од сабота до вторник, вработените во Централниот регистар на Република Македонија ќе работат со продолжено работно време. Причината за промена на работното време е примањето на годишна сметка во хартиена форма. Ова е пракса, вели Андреа Поповски, директор на Централниот регистар. Во сабота Централниот регистар ќе работи само една смена, односно од сабале од 8 саат, од часот до 16 часот. Во понеделник Централниот регистар ќе работи од 8 наутро до 20 часот навечер, исто и вторник на 28 Централниот регистар ќе може ќе работи од 8 до 20 часот и сите оние подносители на годишните сметки кои што ќе сакаат наутро од рано сабале или па по покасните часови да ги поднесат годишните сметки, ние ќе бидеме достапни во сите 27 канцеларии на Централниот регистар. Компаниите кои што годишните сметки планираат да ги достават во Централниот регистар по електронски пат имаат дополнителни 15 дена. Крајниот рок е 15 март. Поповски апелира да се испочитуваат роковите, бидејќи неподнесување на така наречената завршна сметка за компанијата е можно за нејзино бришање од трговскиот регистар. Да си го испочитуваат законскиот рок предвиден во законот, а тоа е, уште еднаш ќе повторам, 28 февруари, односно 15 март во електронска форма, за да во текот на годината после не дојде ред со непријатни, да се соочат со некои непријатни ситуации, кај што бидејќи во законот е предвидено и прекршочна одредба. А исто така морам да го кажам и фактот што од пред 2 години, односно од 2014, односно 2015 година, во 2014 беа измените во законот, во 2015 година веќе тоа е основ, неподнесена годишна сметка е основ за бришење од трговскиот регистар. Поповски вели дека од година во година бројот на поднесени годишни сметки во електронска форма се зголемува. Во 2014-та, кога за прв пат се поднесуваа годишни електронски сметки, поднесени беа 15.000, додека минатата година 41.000. Очекувањата се дека и оваа година бројот на поднесени годишни сметки по електронски пат ќе расте. За разлика од комбинатите, индивидуалните земјоделци лани во октомври, ноември и декември продале повеќе земјоделски производи во тргувањата на пазарите во текот на 2015 година. Откупот и продажбата на храна сметано во количества била поголема за 40%. Поголема продажба земјоделски производи е забележана лани во последните 3 месеци од 2016 година. Тргувањето со земјоделските производи било поголемо за скоро 40%. Кај откупот од индивидуалните производители е забележано зголемување од дури 65,4%, но продажбата кај земјоделските стопанства била помала за 2,9%. Зголемување на откупот и продажба на земјоделски производи е забележано кај индустриските, градинарските и фуражните култури, овошјето, добитокот, живината и јајцата и млечните производи. Додека пак намалување имало кај житата, грозето, алкохолните пијалаци, млекото и кај рибата. Во последните 3 месеци од 2016 година забележан е пораст на вкупната вредност на откупот и на продажбата на земјоделски производи. Унија на жени ОК на ВМРО ДПМН Кавадарци организираше трибина за здрава храна и нејзина консумација. На трибината предаваше Светлана Коларик, државен советник за храна од Агенцијата за храна и ветеринарство. Трибината најде на голем одзив од страна на припадничките на понежниот пол. Деталите ги има колешката Мартина Митков. Со цел да се подигне свеста за правилна и поквалитетна исхрана на граѓаните од сите возрасти, Унијата на жени на ВМРО ДПМН од Кавадарци организираше трибина на оваа тема. На трибината предаваше Светлана Коларич, државен советник за храна во Агенцијата за храна и ветеринарство.
Таа ги запозна присутните со бенефитите од консумација на здрава храна и здравиот начин на живот. Додека пак председателката Анита Гинова Каракутова информираше дека секоја година 1,8 милиони луѓе во светот умираат како резултат на заболувања кои се однесуваат на контаминирана храна и вода. Многу битно, есенцијално, од најкруцијално значење е граѓаните да бидат едуцирани и секоја влада води грижа да се и прави кампањи постојано почнувајќи од градинките, од училиштата, основните, средни, другите институции преку различни проекти се со цел да ги заштити луѓето. Имено од конзумирањето на небезбедна храна во светот се заболуваат годишно околу 1.800.000 луѓе. На трибината беше нагласено значењето и предностите на здравата храна, нејзиното производство, избор на продукт, ознаките кои ги има, како и начинот на консумација. Нашата трибина е од едукативен карактер и е со цел токму да превенираме, да заштитиме, да ги едуцираме нашите граѓани. Ова составот на нас е пред се женски, значи ако жените знаат, че знаат да ги научат и собствените деца, обично тие што се задолжени за бирањето на храна, за начинот на конзумирање, за следењето на рокови, разни видови кои ќе отидеме да купиме нешто во продавниците. И затоа токму акцентот е ставен на оваа целна група, за да се каже значењето и битноста на овој голем проблем. Темпото е навистина брзо, а секојдневието исполнето со многу обврски, но има време за се, особено ако сватиме дека здравието е избор. Со навремено менување на навиките, со рекреирањето неколку пати во неделата и со разновидната исхрана ќе придонесеме за подобро здравје и подолг живот, истакна на трибината советничката за храна Светлана Коларич. Едукативна трибина организираше и Унијата на жени на ВМРО ДПМН од Велес, која беше посветена на кардиоваскуларните болести. Како едно од најчестите заболувања кај населението, лекарите велат дека секоја едукација е добре дојдена, а ваквите трибини се можност директно да се влијае и врз здравствената свест кај поединецот. Кардиоваскуларни болести, борба против покачениот холестерол беше темата на синокешната трибина во организација на Унијата на жени на ВМРО ДПМН Велес. Целта на оваа трибина е едукација на жените од Велес, вели Каролина Попова. Оваа трибина од областа на здравството ние ја одбравме во интерес на тоа што членките имаат потреба да слушнат на овие наши трибини. Унијата на жени за месец февруари има цел акционен план на активности. Оваа трибина е само еден дел од оние активности кои што Унијата на жени континуирано ги организира. Кардиоваскуларните болести се едно од најчестите заболувања кај населението. Лекарите велат дека секоја едукација е добре дојдена. Ваквите трибини се можност директно да се влијае и врз здравствената свест кај поединецот. Доктор Сарагинов вели дека на оваа трибина најмногу внимание се посветува на ризик факторите и на временското препознавање на болестите. Во Република Македонија преку 59% од вкупните причини за морталитет отпаѓаат токму на овие болести. Она што е поалармантно е што поголемиот дел од кардиоваскуларните болести остануваат ненавремено диагностицирани и најчесто како прва манифестација за нивното постоење се некои акутни ургентни состојби од типот на акутен миокарден инфаркт или мозочниот удар. Акцентот на оваа трибина ќе биде насочен кон ризик факторите, нивното правовремено препознавање и третманот на истите, било преку модификација на начинот на живење или со употреба на медикаменти. Во изминатиот период, ваквите едукативни трибини се покажале како успешен начин за подигнување на здравствената свест кај населението. Попова најавува дека следната трибина повторно ќе биде од областа на здравството, но сега со акцент на физичките активности. Триесетина слики изработени од 11 автори вчера вечер беа представени пред Велешани. Овие дела ја представуваат Кумановската ликовна колонија, која е со долга традиција и се вбројува меѓу најстарите ликовни колонии во државата.
Делата од Кумановската ликовна колонија вчера вечер беа представени во ликовниот салон во Велес. Велешани имаа можност да погледнат 30 на слики изработени од 11 автори. Станува збор за слики работени во масло на платно, комбинирани техники и сликарство, рече Драгана Спасовска, раководител на колонијата. Велешани, а и сите љубители на ликовната уметност можат да ја видат целокупната продукција од ликовната колонија Куманово 2016 година, односно оние дела кои што учесниците автори ги создадоа минатото лето во мемориалниот комплекс на Асно во селото Пелинце, Куманово. Кумановската ликовна колонија е со долга традиција. Таа се вбројува меѓу најстарите ликовни колонии во државата, рече Спасовска. Пред неколку години ние одбележавме еден мал јубилеј, значи 40 години ликовна колонија Куманово, така да ова е 42-та поред ликовна сесија. Делата од Кумановската ликовна колонија ќе бидат представени и во останатите градови од државата, се со цел љубителите на уметноста да се запознаат со ликовното творештво. Вкупно 315 милиони евра се предвидени за модернизација и опремување на армијата на Република Македонија. На овој начин армијата се стреми кон исполнување на сите стандарди за полноправно членство во НАТО. Самовработување на лицата со попреченост е една од мерките која е дел од оперативниот план за вработување за 2017 година, а за која владата ќе даде сериозна поддршка. Вести од Македонија. Одбранбените подготовки за полноправно членство во НАТО и имплементацијата на планот за опремување и модернизација на АРМ, тема на редовните билатерални консултации кои денеска започнаа во клубот на пратеници во Скопје. Годинава се предвидени двојно повеќе средства за модернизација и опремување на армијата на Република Македонија, вкупно 315 милиони евра. Очекуваме фокусот на дискусија и изразување на почит спрема напорите кои што ги има Република Македонија направено во поглед на НАТО интеграцијата, да биде ставен на имплементацијата на планот за опремување и модернизација на армијата на Република Македонија, за кој што владата на Република Македонија одвои 315 милиони евра за финансирање на проекти кои што ќе придонесат за соодветно опремување на армијата на Република Македонија. Во фокусот на дискусијата ќе биде и придонесот на АРМ во меѓународните операции, развојот на човечките ресурси, како и одбранбените подготовки во постигнувањето на развојот на партнерските цели во делот на копнените и воздухопловните сили, истакна Чуповска Ристова. Очекуваме соодветно да биде вреднован напорот кој што Република Македонија го вложува во делот на постигнување на полноправно членство на Република Македонија во НАТО алијансата, како што и целокупната јавност е запозната, Република Македонија е спремна да ги преземе сите обврски кои што произлегуваат да стане членка на НАТО алијансата уште од 2008 година. Меѓутоа, земајќи во предвид дека интеграцијата во НАТО е една од најстратешките цели на владата на Република Македонија и од 2008 година ние редовно ги одржуваме сите билатерални и мултилатерални консултации со НАТО во функција на остварување на оваа стратешка цел на владата на Република Македонија. Чуповска нагласи дека Република Македонија оваа година ќе го затвори 17-тиот циклус на планот за интеграција во НАТО и се очекува да биде отворен 18-тиот. Билатералните консултации на Македонија со НАТО тимот ќе продолжат и утре. Лицата со попреченост ќе добијат можност за самовработување. Ова е една од мерките која е дел од оперативниот план за вработување за 2017 година. Владата дава една сериозна поддршка со цел охрабрување за нивно отпочнување на бизнис, самовработување, но и вработување на останати припадници на овие целни групи или пак лица кои не влегуваат во рамките на овие целни групи, рече владиниот потпарол Александар Ѓорѓиев. Денеска е распишан огласот на кој што може да аплицираат како основни баратели на средства сите лица со попреченост, а во соодветна постапка водена од Агенцијата за вработување на Република Македонија и специјалната комисија ќе се оценуваат нивните бизнис планови и ќе се дава логистичка поддршка со цел обезбедување на една сериозна помош.
Буџетските средства се доволни за да се исполни мерката за самовработување на лицата со попреченост, потенцираше директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Владко Поповски. Лицата со попреченост ќе може да се од денеска натака да се пријават на оваа мерка, да поднесат апликација, потоа доколку имаат утврдено работоспособност на степен на оштетување или инвалидност, одат во понатамошната постапка, тоа е пополнување на прашалникот и одење на обука. Доколку го немаат тоа, првично ќе бидат упатени, значи со упатници од Агенцијата за вработување и со соодветна медицинска документација до Комисијата за утврдување на работа способност и потоа нормално ќе бидат вклучени доколку добијат зелено светло од Комисијата дека може да отворат собствен бизнис и да работат, ќе добијат можност да дадат директно на обука за предприемаштво. Мерката за самовработување на лица со попреченост во Република Македонија се спроведува по трети пат. Автобус кој превезувал 40 припадници на српската војска на релација Штип-Врање утрово во близина на Владичин хан излетал од патот, при што се повредени повеќе лица, соопшти Министерството за одбрана. Според првичните информации, повеќе војници се повредени, а еден од нив се здобил и со тешки повреди на главата, јави Танјук. За сега не се познати причините за сообраќајната несреќа. Во продолжение останете вести од светот. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутераш истакна дека ООН има итна потреба од 4,4 милиарди долари за да се спречи хуманитарна катастрофа во Јемен, Нигерија, Сомалија и Јужен Судан. Над 5,6 милиарди долари се потребни за хуманитарни операции во тие 4 држави во оваа година, но до крајот на идниот месец треба да се соберат 4,4 милиарди долари за да се избегне хуманитарна катастрофа, изјави Гутераш. За сега се собрани само 90 милиони долари, односно околу 2% од неопходната сума. Според информациите на Обединетите нации, помошта е потребна за над 20 милиони луѓе. Кристин Лагард, генералниот директор на Меѓународниот монетарен фонд, изјави дека за сега нема потреба за намалување на грчкиот долг и додаде дека властите во Атина треба да направат значаен напредок во спроведување на реформите. Според Лагард, неопходни се реформи на пензискиот и даночниот систем, како и во неколку други области. На неодамнешниот состанок на Еврогрупата, овозможено е делегации на кредиторите да се вратат во Атина во средината на март и да разговараат за продолжување на преговорите за решавање на грчкиот долг. Долгот на Грција е зголемен поради ослабената економија на 315 милиарди евра, што е околу 180% од бруто домашниот производ. Одобрување на азил добија најмалку 10.000 бегалци во Грција во следните 3 години, меѓу кои има и 2.000 малолетни лица. Овие барања за азил се одобрени поминато годишната одлука да се затвори балканската рута и изнесуваат околу 1/6 од повеќето од 60.000 мигранти кои во моментов се заглавени во Грција. На грчкиот брег од соседна Турција се уште пристигнуваат бегалци, а нивниот број се очекува да се зголеми со подобрувањето на временските услови. Пристигнувањето нови мигранти во Грција значително е забавено по договорот меѓу Европската Унија и Турција во март минатата година. Според грчката служба за азил, во јануари годинава барањата за азил поднеле вкупно 1912 мигранти. Шпанскиот гигант Барселона ја разгледува можноста за отварање фудбалска школа во најголемиот македонски туристички центар.
Директорот за развој на меѓународните проекти на школата од Барселона, Инаки Гонзало, изминативе денови беше во Охрид разгледувајќи ги моменталните капацитети, инфраструктурата и можноста за дополнителна инвестиција како би се создале комплетни услови еден од најдобрите европски фудбалски клубови да отвори школа во Охрид. Како што е познато, Барселона преку својата дирекција за развој на меѓународни проекти повеќе од 10 години отвара своји академии ширум светот, од каде потоа се црпи квалитет за настапи за младинските категории на шпанскиот гигант. Останатите информации од спортот во продолжение. 4 дена по болниот пораз во финалето на националниот куп, кошаркарите на Фини Индустри се враќаат на вообичаениот надпреварувачки ритам. Денес кавадаречките кошаркари му гостуваат на тимот на Берое во рамки на редовното коло од Балканската Библ лига. Предводникот на црно-белите Љупчо Малинков рече дека можно изненадување. Последниот надпревар тука го загубивме со 1 поен разлика. Многу изгубени топки, пак ќе напоменам, не е сватливо со толку многу изгубени топки да добиеме еден таков тврд противник, али како тие ни изненадија нас во Кавадарци, така мислам дека можеме да играме со нив и да направиме еден добар приклучок од тие три екипи каде што сме во мал корак за да доцнуваме. Надпреварот со Берое кој се играше во салата Јасмин заврши со пола кош разлика, односно 84 спрема 85. Берое не е непобедлива екипа, смета на искусниот во домашниот тим Јане Петровски. Водевме во текот на целиот надпревар, на крајот, знаете, загубивме последната секунда. Во спортот такви работи се случуваат, сметам дека и Берое не е непобедлива екипа, поготово за нас. Идеме во Бугарија. Таму не знам какви шанси имаме, али се ќе дајме од себе, па очекуваме да ја првдеме групата во Библ. Евентуалната победа значително ќе му го поедностави патот на кавадаричките кошаркари до наредната фаза. Иако најверојатно се ќе одлучува надпреварот против Кожув кој е закажан за почетокот на идната недела. Но до тој надпревар престои дуелот со Струмица на домашен терен. Денешниот ден го минавме со релативно сончево и топло време, проследено со слаба облачност и со слаб јужен ветар. Максималната температура се движеше од 13 до 20 степен. И утре ќе се задржи стабилно и топло време со услови за слаба утринска магла по одделни котлини. Во текот на ноќта кон сабота и во сабота преку нашето подрачје ќе помине влажен бран кој ќе услови зголемување на облачноста и повремени врнежи од дожд, а на повисоките места, односно на планините од снег. Повеќе врнежи се очекуваат во западните и северните делови. Дневната температура значително ќе опадне во споредба со денешната, особено во текот на неделата, кога и ќе биде во интервал од 6 до 11 степени. Во продолжение графичкиот приказ за Вардарскиот регион. И ова беше последната информација. Јас ви благодарам за вниманието. Ви понатаму останете со програмата на К1 телевизија. Од мене пријатно.